Трет циклус сајми за вработување ќе се одржат од 18 месецов до 15 следниот месец во 6 градови во државата. На овие сајми работодавачите ќе имаат можност да ги представат нивните потреби за работен кадар, а невработените пак имаат можност директно да се информираат за условите за вработување. Со саемскиот караван се опфатени Скопје, каде се предвидени сајми на 18 мај и 15 јуни, Штип на 26 мај, Кавадарци на 30, Битола на 6 јуни, Тетово на 8 јуни и Струмица на 13. Очекувањата се да пред се компаниите кои што имаат потреба од работници ги отворат своите, да кажеме, работни позиции, ги понудат на посетителите, односно оние кои што се заинтересирани да сменат работа, да најдат работа, да се вработат, едноставно да дадеме можност на еден директен контакт со работодавачите, сите оние лица кои што имаат потреба од поквалитетно работно место или вработување, да дојдат и да се остават своје CV и се надевам дека наредниот период ќе бидат повикани од компаниите на разговори и интервју. Директорот на агенцијата Поповски упати покана до младите да дојдат на саимите и да видат што се бара за кога ќе се запишуваат во средно училиште или на факултет, да изберат образование со кое во иднина ќе имаат можност за вработување кај некоја од компаниите. Некаде над 700 работодавачи учествувале на претходните сајми. Посетителите се движат меѓу 70 до 80 илјади, можеби повеќе, не можевме да ги преброиме сите, но битно е дека над 2.500 луѓе најдоа работно место. И тоа е најбитниот момент за кој што ги организираме овие сајми. Се надевам дека сме постигнале и мотивација кај младите луѓе да изберат соодветно образование со кое што во иднина нема да бидат невработеност, ќе бидат само вработени лица. Невработеноста на младите, како што рече Поповски, се намалува, но се уште е висока. Пред 4 години изнесувала 50%, а сега е 46%. Најголем број од младите заврши општествени науки, затоа некои имаат мала понуда на работни места. Затоа се и овие саеми. Сакаме да направиме промоција на работните места кои имаат иднина во смисла на брзо вработување по завршување на образованието. Формиравме мерки со кои им даваме можност, ако веќе отишле во општествени науки и сакаат да се вклучат во другиот дел каде има работни места, тоа да го направат преку краткотрајни обуки за субвенции, практиканство, добивање сертификати за познавање странски јазици и IT вештини. Најголем ефект според Поповски имала мерката практиканство, бидејќи над 62% од младите се вработуваат по 3 месеци практична работа.